За 6 нови дела од македонски автори отпечатени во Брајово писмо е побогата Брајовата библиотека Радко Пајдаков во Велес. Делата денеска беа промовирани во локалната библиотека Гоце Делчев и се наменети за луѓето со оштетен вид. Од Сдруженијето на слепи лица велат дека полека но сигурно се зголемува книжниот фонд на Брајовата библиотека, што значи чекор напред во подобрувањето на условите за овие луѓе. До пред неколку години бројот на книги отпечатани во Брајово писмо изнесуваше 10, а сега бројката се искачи на 27 наслови благодарение на поддршката од општина Велес. Неколку години наназад, веќе трета година поред, крајот на годината го одбележуваме со промоција на 6 нови Брајови книги, како и 3 аудио книги. 6 Брајови книги се потполно финансирани од општина Велес, значи како поддршка за слепите лица, но не само од Велес, него и на цела Македонија, бидејќи овој проект е од национално значење, односно ги користат слепите лица од цела Македонија. Среќен сум што во нашата библиотека никогаш книгите не се на број, односно дека секогаш има некој читател, некоја книга кај некој наш читател. Од локалната библиотека Гоце Делчев се надеваат дека идната година ќе биде уште поуспешна кога станува збор за печатење книги во Брајово писмо. На овој начин, убавиот пишан збор, смета директорот Крајчев, ќе допре до секој граѓанин. Покрај 6 Брајови книги во библиотеката денеска беа промовирани и 3 аудио книги. Не запираме тука, значи се планираме и понатаму да продолжиме со снимање на аудио книги, да излеземе во пресред на граѓаните на општина Велес, на овој тренд кој што постои насекаде во светот, да не заостануваме зад трендовите и сметаме дека овој проект, иако е на самиот почеток, дека ќе прерасне во нешто многу поголемо и дека овој фонд на аудио книги уште повеќе во библиотеката ќе расте. Аудио книгите се наоѓаат на веб страната на Сојузот на слепи лица. За успешна реализација на проектот за нови аудио наслови поддршка даде и Министерството за култура.